ви се заблагодарам за присуството. Добро вечер за ВМРО-ДПМНЕ. Добро вечер за Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Добро вечер за дамите на ВМРО, за Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ. Секако добро вечер за основачите, за ветераните на ВМРО-ДПМНЕ. Добро вечер за сите оние кои што сакаат да не слушнат вечерва, да ви се заблагодарам што дојдовте еве да продискутираме малце и да заеднички размениме одредени ставови. Доаѓајќи навака, го гледам истото што го гледам во целата четврта изборна единица сите овие денови наназад. Пустош. Пустош и на влез на селото, и на сред село, и на излез. Пустош и негрижа. Тоа е тажната вистина за Македонија. Каде и да одам овие денови? А бевме на многу места. Бевме во Струмица, бевме во Гевгелија, бевме во Демиркапија, бевме во Неготино, бевме во Кавадарци, бевме во Прилеп, бевме во Прилепско, Могила, Новаци, Росоман. Еве сме тука. Бевме во Валандово, во Дојран, во Богданци. Еве сме тука во Неготино, во Криволак. Секаде луѓето ги мачат две исти маки. Луѓето се чувствуваат национално понижени и се погодени од економскиот пустош што ја зафати Македонија. Луѓето се чувствуваат понижени заради промената на вековното име Македонија, заради промената на името Република Македонија. Се чувствуваат понижени заради воведувањето на двојазичност, и кај што треба и кај што не треба, вклучително и тука во Неготино. И се чувствуваат понижени заради продажбата на историјата. Тоа е тажната вистина на националното понижување. Исто така, луѓето се загрижени за економскиот пустош. Земјоделието од година во година оди надолу, нивите остануваат или необработени или ненабрани, а ако се наберат, трудот останува по дворовите, а фабриките се затвараат за нови и да не зборуваме. Во суштина, СДСМ е СДСМ. Беа на власт во 90-ти години, ги затворија сите големи гиганти кои што тогаш постоеа. Еве ги на власт, овие 3 години, пак ги затвараат новите гиганти. Тоа е тажната вистина за СДСМ. Ако во 90-тите години, например, ја затвараа фабриката за кабли тука во Неготино, сега го затвараат Рекслер Мајер. За нови и да не зборуваме. Се сеќавате на едни подобри времиња кога тука помеѓу Кавадарци и Неготино се отвори фабрика со преку 5000 вработени. Нешто невидено уште од време на поранешна Југославија. Се отворија и многу други. Ама ги гледате и овие 3 години, каде што нови не доаѓаат, ни домашни, ни странски, а постојните се затвараат. И да не ве лаже никој, не е тоа само заради коронавирусот и коронакризата. Тоа е заради неспособноста на владата. Затоа што владата не помогна на големите и мали фирми, не помогна на винариите тука, не помогна на големите странски инвестиции, не помогна на малите семејни бизниси, не помогна и на домашните инвестиции да ги зачуваат луѓето на работа. И затоа почнува масовен бран на отпуштања. Тоа што Здравко го спомна е само почеток. За жал, најлошото допрва доаѓа. Ако не дај Боже, Зоран Заев и бандата околу него останат на власт, веројатно бројот на отпуштени во септември и октомври ќе се брои во илјадници. Не во десетици, не во стотици, во илјадници ќе се брои бројот на отпуштени. Тоа е тажната вистина. Тоа е вистината на која што мора да ставиме крај на 15 јули со масовна излезност да ги пратиме на темната страна на историјата, затоа што и тие страници мора да се пишуваат и да почнеме со обнова на Македонија. Она што сакам да ви го кажам е дека кога разговаравме за нов датум за избори, првата работа која што ја размислувавме
беше да се обезбеди сигурни здравствени протоколи со цел здравјето на секого да е заштитено кој ќе гласа. Знаете дека изборите беа закажани за 12 април и беа одложени заради кризата, коронавирусот. Успеавме да го обезбедиме тоа и можам да ве убедам сите дека доколку се испочитуваат здравствените протоколи на 15 јули, здравјето на сите ќе ви биде гарантирано и затоа ве молам на масовна излезност, на огромна референдумска излезност на 15 јули. Поканете ги вашите роднини, пријатели, сите кои што ги познавате, комшиите, познаниците, да излезат масовно на 15 јули да го ставиме Зоран Заев на темните страни на македонската историја. Сакам од тука една работа да искоментирам. 3 години устата им е полна со Европска Унија. Па и повикувам тука да дојдат во Криволак да видат колку е Криволак далеко од Европска Унија. Да го видат овој двор тука, ова училиште, тротоарот, неисчистените континери, да видат каде е Европска Унија, каде е за жал Криволак. И не е само тука така, цела Македонија е иста. 3 години лажат, 3 години манипулираат дека сме добиле некаков датум за почеток на преговори со Европската Унија. Ама датумот никој не го знае. Затоа што едноставно го нема. Денес пак лажат имало датум, ама датумот не го кажуваат. Прв пат излажеа 2018 година. Потоа излажеа летото 2019 година. 2018 Зоран Заев излезе на говорница во собрание и велеше добивме датум. Па се сликаа во луксузниот владен приватен авион, го добивме датумот. Па испадна дека датум немало. Па 2019 летото рекоа е сега сигурно готово добиваме датум. Датумот пак го немаше. Па дојде октомври 2019 година и беше готово сигурно сега еве добиваме датум. Дојде октомври, помина октомври, датум нема. Па дојде март 2020 година, е сега готово, живи мајка, сега доаѓа датумот. Помина март, датум нема. И сега ни срамни перде са бајле, се наредиле пред влада, застанале, не знам како не им е срам, од прв до последен, датум добиле, датумот никој не го знае. Јас бев на една ТВ дебата со Радмила Четеринска пред почеток на кампањава. Пола емисија ја прашував да каже кој е датумот, на кој датум Македонија ќе почне преговори. Пола емисија бегаше од одговор. Знаете зашто? Затоа што таква работа нема. Затоа што тоа е најголемата лага на Зоран Заев, Радмила Четеринска и сите останати околу нив. Тоа е тажната вистина за Македонија и затоа оттука од Криволак му порачувам на Зоран Заев. Престани да лажеш, доста е, греот е народот, не го лажи веќе. Следна работа која што сакам да ја искоментирам. Слушам се расврлаат волку плата, онолку плата, минимална, просечна и така натака. Па да прашам, овие 3 години на власт беа или во опозиција? Што правеа овие 3 години? На власт беа или во опозиција? Кој беше власт во Македонија во овие 3 години? ВМРО ДПМН или СДСМ? Ќе да беше СДСМ, така? После 3 години, ни срам ни перде, да излезат и да ветуваат вакви онакви плати, тоа е се дно од луѓе. Нема друг коментар и нема што друго да се каже. Нека дојдат овдека и да ве прашаат малце како се живее, како оди со земјоделието. Го слушам денеска Зоран Заев зборува нешто за земјоделието после пола кампања помината, бегаше до сега, збор не рече. И затоа што јас зборувам секој ден за катастрофата во македонското земјоделие и за прегазениот и понижен македонски земјоделец, еве денеска решил да искоментира земјоделието. Па кажува баснословни суми, милиарди, милиони, тоа никој не го разбира, 100 ваму, 200 онаму, ама на клучното прашање не одговори. Дали краставиците во Македонија се 5 денари килограм? Јас се ви одговорам, толку се. Ама тој не го спомна тоа. Дали кромидот е меѓу 6 и 10 денари килограм под услов да има кој да го купи? Толку е, ама тој за тоа не одговори. Дали праските и кајсиите измрзнаа во текот на зимата и никој не дојде да ви помогне и помош да ви даде? Така или не е така? Така е, ама и тој и за тоа збор не рече. Понатака, дали тутунот во Прилепско, во Валандовско, во Струмичко,
остана неоткупен. Вчера бев во Радовишко, плачат луѓето позади куќите, полно е со тутун, никој не им го откупува ни во Радовиш, ни во Конче, затоа што зелената мафија успеа во соработка со Заев да донесе закон со кој што може да се увезува тутун пред да се откупи домашниот. Така или не е така, Зоран Заев? Јас се кажам така е. И финално, грозјето, сигурни сме дека ќе биде откупено? Јас не сум. Сигурни сме дека ќе има праведна цена? Јас исто така не сум. Нека дојде тука и нека ви каже дека ќе има гарантиран откуп и дека ќе има гарантирана цена, а не да зборува милиони, милиарди, тој ги разбира затоа што се таква фамилија, најбогата фамилија се на Балканов, ама ние не ги разбираме. Ние разбираме дали грозјето ќе е 8, 10 или 12 денари. Ние зборуваме во денари, тие зборуваат во милиони евра. Тоа е разликата меѓу честните и криминалците, меѓу работниците и бандитите. Тоа е клучната разлика. За македонскиот земјоделец, за сите вас, неколку работи сакам да кажам. Но претходно сакам да им се обратам на младите. За жал, години наназад, бела чума владее во Македонија. Секоја година, се повеќе млади луѓе размислуваат како да си одат. Да фатат по белиот свет, по Швајцарија, по Германија или каде и да можат. Тоа е тажната вистина. Ќе се бориме, ќе работиме да останете тука. Неколку работи се клучни. Прво, секој што ќе вработи млад човек до 29 години нема да плаќа никакви давачки на платата. Затоа што сега, например, ако некој вработи млад човек и му даде 20.000 денари плата, уште 10.000 денари дава давачки на државата за пензиско, инвалидско, социјално, здравствено и персонален данок. Ние планираме тоа да го скиниме, да го скратиме, да не треба се даваат тие давачки, да се договориме со работодавачите барем пола од тоа да оди кај младите за да имаат повисоки плати, а со останатото пола да се отвараат нови работни места, за да отвараме работни места за младите и за да останат тука. Според последните статистики, 36,5% или да преведам, секој трет млад човек е без работа. Тоа е тажната вистина на власта на Зоран Заев. Секој трет млад човек дома. Тоа е тажната вистина. Според статистиките, додека учат средно школо, скоро и да нема млади луѓе кои што работат, исто така и на факултет. Затоа се обврзуваме во соработка со компаниите да понудиме на младите во средно школо да можат дополнително да работат за си заработат за джепарац. Да понудиме на компаниите олеснувања доколку вработат млади луѓе после завршување на средното образование, оние кои што не планираат да се запишат на факултет, веднаш да можат да најдат работа. Како што планираме стипендии за дообука, пред се во информатиката и IT индустријата, која што е еднината на светот, за да можат што повеќе млади да си го најдат левот и еднината тука, затоа што со IT индустријата може да отворите компјутер во Криволак и да работите за Америка. Тоа се работите кои што ќе подржуваме за младите луѓе, за да останат тука во Македонија, да се гледаме меѓу себе, да си растеме државата, да ја растеме еднината на државата и да ја јакнеме македонштината. За земјоделците. Прва работа, силен, директен удар на зелената мафија. Не сме веќе да дозволиме 5-6 луѓе, откупци, да стануваат милионери, а вас да ви го јадат трудот. Не смееме веќе да дозволиме 5-6 луѓе да откупуваат се што се произведува во Македонија по ниска цена, а потоа да го продаваат по висока. Директен удар на зелената мафија на неколку начини. Прво, овозможување на мали и средни фирми за откуп. Например, тука 4-5 фамилии произведувате грозија, например. Има во некоја од фамилиите некое дете кое што завршило економски факултет или кое што е талентирано за бизнис. Државата ќе определи фонд од 200 милиони евра неповратни, се извинувам, повратни револвинг, но со бескаматни, кои што ќе значат дека ќе може оваа мала фирма да добија средства. Со тие средства
да се откупи земјоделското производство по гарантирана цена, на време да се плати, за не треба да плаќате камати по банките, да не ви ги јадат банките преку кредит парите, и на тој начин да се гарантира откупот по праведна цена. Тоа е првата работа за земјоделците. Втората работа, директна заштита на македонското производство. Да не може килограм тутун, килограм домат, килограм пипер, килограм кромит, килограм краставици, килограм грозие да се увезе во Македонија пред да се откупи целокупното домашно. Прво ќе се купува домашното, после ако има потреба ќе се увезува, за да е гарантирана цената и да е пристојна, да може да си го наплатите трудот. Понатака, подршка од најмалце 50% за отварање на нови насади и возобновување на постојни, како и воведување на нови сорти. Подршка од преку 50% за механизација, како и едукација на млади земјоделци со грантови од неповратни средства од 20.000 евра, за да можат да знаат што да садат и како да садат за раѓа повеќе и да имаат поголем род и поголема заработка. Тоа е планот за земјоделците. Честни, горди земјоделци, а не земјоделци со испукани раце и со солзи во очите. Тоа е нашата цел. За пензионерите. 3 години ви ги кинат пензиите. 3 години ви ги кратат пензиите. Знаете многу добро дека во едно друго време, на секој 6 месеци пензијата одеше горе. Знаете дека во едно друго време, на бања се одеше бесплатно. Знаете и за ова време, во кое што тие кои што отишле на бања овие 3 години, мислејќи дека се уште важат бенефициите, почнаа да добиваат дома фактури, да си го платат бањското лекување. Па ми кажуваат земјоделците зимаат потрушувачки кредити за да можат да си платат тоа што биле на бања. Ние тоа ќе го вратиме, бенефициите за земјоделците ќе вратиме, бесплатно бањско лекување, бесплатен јавен превоз и останатите бенефиции. И уште побитно, зголемување на пензиите. Минималната за пола да оди нагоре, просечната за 20% да се крева во следните 4 години за достоинствени пензии за горди земјоделци. Тоа е нашата цел и тоа ќе го направиме. Ако било кој праша од каде пари, јас ќе одговорам директно. Овие крадат, затоа нема. Ние ќе работиме честно и ќе има. Со истиот буџет ќе ги има сите овие бенефиции и пари кои што сега ги нема. Затоа што нема да има евро за црквата, евро за вицето. Криминалците ќе одговараат, честните луѓе да работат. Тоа е нашата девиза која што ќе ја постигнеме. И финално, почитувани пријатели, почнав со фамозниот датум кој што никако да се случи. Сакам неколку работи ја порачам од тука. Не очекувајте од мене или од било кој од раководството на ВМРО-ДПМН да застане, а позади него да има табла на која што го пишува новото име на државата. Тоа нема да се случи. Јас ви гарантирам. Прва работа. Втора работа. Силно ќе се бориме, силно за враќање на изгубеното. Нема да е лесно. Што вели нашиот народ, што една будала може да расипе, 100 паметни не поправаат, ама заедно со сите вас ќе се бориме да поправаме. Трета работа. Гоце Делчев бил и ќе остане македонец, толку нема преговори, нема разговори, една реченица многу јасно, многу директно. Четврта работа. Јазикот на кој што јас говорам, вие говорите македонски јазик, бил и ќе остане, една реченица, толку нема преговори, нема разговори за таа работа. И петта работа. Премиер може да биде секој, ама не со наметнување етничко. Премиерот се вика Христијан Мицкоски, по националност е македонец, така било, така е, така и ќе биде. Ве повикувам да не поддржите, да излезите да гласате на 15 јули за бројот 14. Да го поддржите пратеникот тука од Неготино, една прекрасна личност, да ја поддржите целата листа, да сте здрави и живи, да живее ВМРО-ДПМН, да живее Криволак, да живее Македонија, да сте здрави и живи. Благодарам.